Благодарам, господине председавач, колеги пратеници, колешки Авирович. Внимателно го слушав вашето излагање, затоа што секојаш имате добри говори и се осврнавте на Комисијата за избори и именувања и кои членови од деловникот се офатени со неа. Она што е веќе апсолвирано и за кое што и колегите од СДСМ немаат против, а тоа е членот 80 став 2, дека расправата трае до исцрпување на листата одговорници, веќе е во тек и еве дебатираме веќе 18-19 дена по истата. Меѓутоа, во вашиот говор се осврнавте и на она што е од исклучително значење на граѓаните во Република Македонија, а за кое што упорно не добиваме одговори. Промовирањето на постизборно на тиранската платформа и желбата за нејзино внесување во општествено-политичкиот живот во Република Македонија на мала врата не може да помине. Овие големи работи кои што се случуваат во Република Македонија, овие тектонски пореметувања во политиката, мора да бидат дискутирани. За ова е потребно диалог, со сите граѓани во Република Македонија, без исклучок на кој етникум припаѓаат. Затоа што пред изборите се нудеа одредени програми кои што сега не се ни спомнуваат. Не може да разговараме за работи кои што ќе го променат и уставот, а за кои што председателот на Социјалдемократскиот сојуз кажуваше дека нема да има чепкање во уставот, да поминат на мала врата. Разговори од типот на прашања за грбот, знамето, химната на Република Македонија, кои што директно се вклучени во уставот во членот 7, значително влијаат на нервозата, на недостаток на доволно информации кај граѓаните и она што се случува во моментот во Република Македонија, а тоа се протестите и маршовите широм градовите на Република Македонија, е оправдана и очекувана реакција на загрижени граѓани кои што немаат доволно информации за сето она што планира да им се подметне. Јас ги оправдувам граѓаните, меѓутоа барам разбирање и поголема желба за решавање на овој проблем од политичките лидери, за седнување на една заедничка маса, дискусија за сите отворени прашања и решавање на оваа криза. Кризата знаеме која направи, 3 години сме во оваа криза и во овој парламентарен дом, со цел во овој хаос кој што го предизвика да може да ги вметнат овие работи на мала врата. Ова граѓаните на Република Македонија нема да го дозволат. Ова се прашања кои што бараат разговори на секое ниво. Благодарам. И затоа треба ние да ги отвориме тука и да добиеме одредени одговори од било кој во овој законодавен дом. Благодарам.